Караманот е жив символ на Македонија. Жива историја и жив споменик. Светската федерација на кинолошки сојузи неодамна условно го призна македонското овчарско куче Караман како раса. Се работи за автохтона раса за која што се уште расте интересот. Територијална, но и заштитнички настроена кон се она што го чувствува како послабо. Караманот има увиен опаш, како што можете да го видите на Вардар. Нема срп опаш за разлика од неговиот брат шарпланинецот. Нема мачи шепи, има лажичкасти шепи. Го има петиот прст и нешто што е многу карактеристично, има онаа типична планинска грбна линија што можеме тука да забележиме. Таа планинска грбна линија значи дека задниот трап е нешто повисок за некој сантиметар од гребенот. Голем број од расните кучиња можат да трчаат одредено време на стрмнината на планината, но Караманот може да го прави тоа многу долго време. И она што е уште поважно за оваа типична градба, Караманот може без да се повреди вешто да кочи на удолниците на планините. Караманот е куче кое што е презервирано во неговата оригинална форма како што е затекнато од планината. Илија Ико Каров од 2017 година е претседател на кинолошкото друштво Македонско овчарско куче Караман. Вардар е еден од неговите главни миленици. Одгледувањето и размножувањето на оваа раса се води по строги критериуми. Процесот за да се ревитализира и презервира расата започнува уште во 1998 година од група ентузијасти предводени од браќата Владко и Маријан Костовски, и тоа баш во овој регион, Волковијата, како што ја сакам да го наречам. Караманот е најзастапен во западните делови од државата. Денес во Бигорскиот манастир е сместена најголемата одгледувачница на карамани, со благослов на епископот Партени и под водство на отецот Порфири. Семејството на Сербе и Рамазан Бело таму го донирале каљош, еден од најрепрезентативните примероци за кој е врзана интересна приказна. Шетајки се по падините на планината и прибирајки се со стадото назад, татко им увидел дека фалат едно или две јагниња, не се вратиле дома. Сербеј се уплетил по планината, бил придружуван од каљош да ги побара јагнињата. Кога пристигнале на сртот на планината, наеднаш од на 50 до 70 метри пред нив се појавила огромна мечка. Чекор по чекор, измерено, тргнал напред, движејќи се кон мечката, мечката стоела исправена. Како каљош се движел напред, така мечката почнала полека да се повлекува назад. Ја осетила одлучноста на каљош, видела дека станува збор за животно кое што нема да се повлече, се спуштила пак на 4 нозе, се завртела и заминала.